2017 беше една комплицирана и тешка година во која се направија по друга страна многу значајни стапувања напред за развојот на демократијата во Македонија. И иако годината беше означена со меѓу другото и меѓу нормално формирањето на влада, со огромен прогон, интензивен прогон кон граѓанското општество и прашања за воопшто на обстојување на слободата на говор и слободата на самоорганизирање на граѓаните во оваа држава, имаше и значајни моменти. Започна кривичната постапка за прекумерната полициска сила извршена врз студенти на 30 јуни на студентските избори претходната година. Се укина екстерното тестирање кое беше многу оспорувана политика на штета на младите луѓе. Започна процес на креирање на нов закон за високо образование, но меѓу другото и поважно, кој прв пат во себе вклучува и неформални групи и движења кои учествуваат во него. И тоа се веројатно добрите работи по кои ќе може да се запамти годината, но многу работи не се завршени. Многу чекори се направени, што останува допрва да видиме дали ќе бидат исплатливи, вредни за ова општество и за демократијата во која ние сакаме да живееме. Во 2018 се надевам дека ќе имаме повеќе младинско учество. Младинско учество и во општините, и во локалните самоуправи, каде локалните младински совети треба да добијат право да си ги бираат сами своите младински представници, нешто што сега во повеќето општини го немаат, и да си ги представуваат своите интереси пред локалните самоуправи. Гласот на младите мора да биде чуен ако ние сакаме они да имаат убав квалитетен живот во оваа држава и пред се да сакаат да останат во оваа држава и во своите родни градови. Законот за млади или младинско учество е нешто што е во најава и тука сите треба да се очекуваме и да се застапуваме за тоа да имаме еден процес кој ќе биде инклузивен, во кој ќе учествуваат сите и ќе креираме закон кој навистина ќе им го промени животот на младите луѓе во оваа земја на подобро. Реформи во образованието предстојат многу, но многу е важно ние сите, зборуваме за граѓаните, за учениците, студентите, и професорите и институциите, да се бориме тие реформи да бидат за поквалитетно образование кое вреди, од кое добиваш нешто, од кое стануваш и подобар граѓанин, и покомпетентен, и поконкурентен на пазарот на трудот, а не само како досега образование кое многумина луѓе го завршуваат, но ништо не добиваме од него. Предстои тестирање за ПИСА, односно меѓународното тестирање, каде конечно ќе видиме дали има подобрување во успесите од нашиот образовен систем, затоа што последните резултати што ние ги видовме беше дека сме 4 и 5 од позади во читање, математика и наука. Средношколците се очекува, барем со предлог измените кои ние меѓаш и коалиција сега ги имаме поднесено до Министерството за образование и наука, од следната учебна година да учествуваат во органите во сопствените училишта. Тоа е право што го немаат во моментов. Родителите имаат повеќе права од самите ученици во училиштата и тоа мора да го промениме, затоа што ако сакаме активни граѓани, треба да знаеме што е демократија. Демократијата не се предава, демократијата се практикува и треба да им ја дадеме таа шанса на младите. Сумарно, повеќе младинско учество и во локалните самоуправи, и на национално ниво, и во средните училишта, и на факултетите и универзитетите, повеќе слобода за младите луѓе, подобро образование и повеќе активизам е тоа што се надевам ќе имаме можност да го видиме. Следната година веројатно ќе имаме и нови студентски избори, кои треба конечно да го поништат оној криминал од претходни избори кои ние ги видовме со крадени гласачки кутии, со нерегуларно распишани избори, со насилство врз студенти, и да имаме студентски парламенти за пример кои ќе бидат сочинети од пратеници, а не од само некој единствен лидер кој ќе ги контролира и злоупотребува. Потребни се реформи во образованието, во слободата на организирање, во поддршката на младинското учество. Неверојатно, еден од позначајните моменти и лекции од 2017 тоа што граѓанските организации се организираа и заедно го подготвија блупринтот, односно упатството за итни демократски реформски приоритети. Се надевам дека ќе почнеме да правиме сериозни исчекори напред кон едно демократско општество во кое сите граѓани ќе бидат среќни, ќе имаат простор да ги уживаат сопствените права и слободи, а пред се младите ќе сакаат да останат и да бидат дел од него.